Голем број шефови на држави и влади, меѓу кои македонската претседателка Силјановска-Давкова, се обидуваат да најдат начин за да се стави крај на двогодишната војна во Украина. Состанокот за мир во Украина во швајцарското одморалиште Бургеншток на езерото Луцер се организира по иницијатива на украинскиот претседател Володомир Зеленски, а американската администрација ја представува потпредседателката Камала Харис. Присутни се и лидерите на Франција, Германија, Канада, Италија, Британија и Јапонија. Делегации нема од Русија и Кина, па јавноста не очекува големи достигнувања од самитот. Собирот има за цел да воспостави форум за диалог на високо ниво за начините за постигнување сеопфатен, праведен и траен мир за Украина, во согласност со меѓународното право и повелбата на Обединетите нации, да промовира заедничко разбирање за можна рамка за постигнување на оваа цел и да дефинира патоказ за тоа како да се вклучат двете страни во еден мировен процес. Силјановска-Давкова ќе има свое обраќање на самитот и ќе оствари билатерални средби со дел од учесниците. Македонската претседателка веќе учествуваше на конференцијата за обнова на Украина во Берлин, која се одржа на почетокот на оваа недела. Она што по Втората светска војна го направија САД за разурната Европа, сега Европа е во можност да го стори за Украина, рече Силјановска-Давкова и потенцираше дека на Европа е потребен нов Маршалов план. Соочени сме со насушна потреба од нов Маршалов план. Она што по Втората светска војна го направија Соединетите Американски држави за разурнатата Европа, сега Европа е во можност да го стори за Украина, земја што, како и ние, од секогаш била дел од Европа, историски, културно, а сега веројатно ќе стане и политички. Председателката верува дека македонската и украинската иднина се во Европската унија и според неј за обновата на Украина е и обнова на европската и на светската солидарност и емпатија. Целта на форумот е да се постават темелите за патот кон мирот, кој на крајот би можел да ја вклучи Москва, но рускиот претседател Владимир Путин го оцени самитот како трик за одвлекување на вниманието. Еден ден пред отварањето на дводневниот самит, Путин го повика Киев да се откаже од амбициите за НАТО и да ги повлече своите војници од Донецк, Луганск, Херсон и Запорожје, 4 региони во истокот на Украина.